Кузман многу добро знае дека слободата од робство е само половина слобода и како една половина од целото, таа сама по себе е недоволна и неодржива. За неа најгласно сведочат сите буни, востанија и револуции во човековата историја кои завршиле со нови режими, диктатури и тирани. Бидејќи еден народ може да биде формално, правно и политички слободен, но економски и културно зависен. И со тоа суштински поробен и неспособен да зачекори напред. За да биде одржива неопходна е и втората половина слобода, а тоа е позитивната слобода за самоидентификација, самоостварување и просперитет. И таа се стекнува многу тешко, бидејќи позитивната слобода со папочна врска е врзана за вистина. Треба да знаеме кои сме, да знаеме што сакаме да бидеме. Треба да знаеме каде сме, за да знаеме каде сакаме да бидеме. Треба да знаеме што имаме, за да знаеме што сакаме да стекнеме. И ако денес Кузман и Ченто би ја погледнале својата татковина, нашата татковина, тие секако би се радувале на 26 годишнината од независноста, сувереност и самостојност, бидејќи тоа биле целите на борбата за национална слобода на Македонија. Но истовремено верувам дека Кузман и Ченто би биле огорчени што се уште ни се оспорува слободата за самоидентификација, самоостварување и просперитет. Затоа се уште недостасува втората половина на слободата, а тоа е Европска Македонија во Европски Балкан. За да создадеме услови за просперитет во нашиот глобализиран свет, неопходно е да бидеме дел од Европската Унија и НАТО. Токму членството досега требаше да ни овозможи конечно да ја достигнеме целата слобода. Но на тој пат ние како држава сме уценети, а цената е висока, премногу висока. Нам во сите години на независност ни се скратува правото на просперитет. Иако ги исполнивме критериумите за членство во НАТО и за почеток на преговорите со Унијата, кон нас беше направена неправда. Ниту една земја членка на својот европски пат не се соочувала со прашањата на кои ние секојдневно трошиме време, енергија и трпение. Од ниту една друга земја членка не се бара она што се бара од нас, негирање на правото на човечко достоинство и на самоидентификација. Ова не е алиби за грешките и за пропустите што сме ги направиле досега. Но додека ние бевме преокупирани со неправдите кои ни се нанесуваат, со негирањата и двојните стандарди, светот околу нас се промени. Драги сограѓани, повеќе од 20 години со соседна Грција водиме разговори за разликата околу името. Верувам дека можеме да дојдеме до заедно прифатливо, достоинствено решение за двете страни. За тоа е потребна политичка волја и стриктно придржување до рамката во која се водат разговорите. А тоа се резолуциите на Обединетите нации, времената спогодба и пресудата на Меѓународниот суд на правда. Ако разговорите ја надминуваат рамката, ќе биде многу тешко да дојдеме до решение. Затоа потребно е почитување на меѓународното право и доследност кон меѓународно преземените обврски. Република Македонија и натаму ќе учествува во процесот што се води под покровителство на Обединетите нации, бидејќи е потребно да се создаде позитивен амбиент со цел подобро разбирање и почитување. Ја поздравувам конструктивноста во мерките за градење доверба меѓу двете држави. Истовремено повикувам на нивно проширување со нови содржини. Македонската страна со години дава континуиран конструктивен придонес и иницијативи во насока на градење доверба меѓу двете држави и двете општества. Неопходно е да се даде дополнителен импулс од двете страни во надминувањето на ова прашање кој има суштинско значење за стабилноста и за просперитетот на целиот регион. Почитувани сограѓани, второто прашање е поврзано со договорот за добрососедство со Бугарија. Од првиот ден на мојот прв мандат се залагам за унапредување на добрососедските односи со сите соседи. И тоа врз основа на принципите на заемно почитување, помош и поддршка.
Затоа ја поддржав иницијативата за преточување на Декларацијата за добрососедство 1999 во договор за пријателство, добрососедство и соработка со Република Бугарија. Верувам дека како соседи ние сме природно упатени на меѓусебна соработка. Уште тогаш предложив како да се пристапи кон двата клучни аспекти – заедничката историја и карактерот на договор. Искуството покажа дека сите проблеми на Балканот настануваат кога политичарите се занимаваат со историја, а историчарите со политика. Некој ќе каже, председателе, па и вие во овој ваш илинденски говор посветен на историјата. Но јас не зборувам за историјата, јас зборувам за принципите и вредностите врз кои се темели нашата борба за слобода, и тоа со неоспорливи историски факти. Моја должност како председател е да ги штитам придобивките за кои се бориле и се избориле нашите предци. Со ребалансот на буџетот новата влада прави обиди за финансиска консолидација во Република Македонија. Сакам да потсетам дека представувањето, безбедноста и одбраната на државата не се луксус, туку потреба. Буџетот за представување на државата не е трошење, туку инвестирање во нови пријателства и партнерства за Македонија. Буџетот за безбедноста и одбраната не е трошење, туку инвестирање во услови за нормално функционирање на државата. Разузнавањето е првата линија на одбраната, а столбот на одбраната е армијата на Република Македонија. Армијата не само што си ја исполнува уставната обврска да го штити територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија, туку честопати ги извршува и задачите на другите институции. Оперативната средина се менува. Се почесто ќе се справуваме со непогоди и со неконвенционални закани. Затоа армијата треба да биде подготвена, а за тоа и е потребен зголемен буџет.